Радовиш, мал град, но со гостопримлив народ. Одлична местоположба со огромни потенцијали. Сместен во подножието на планината Плачковица и се обидува да фати чекор и да биде рамноправен со околните центри Струмица и Штип, кои секогаш представуваат императив за радовишани. Тутунот и рударството се најглавните дејности во ова место кое полека ја плете својата историја. Речи си, нема семејство во Радовиш да не произведува тутун или пак да нема вработен од најблиските во рудникот Бучим, кој се смета за двигател на локалната економија. Вела дека Радовиш единствено се подпира на тутунот и на Бучим. Има ли вистина? Па точно е това, да, точно е. Бучим ако затворат и ќе биде малку лошо и за општината и за тие луѓе што работат таму. Има 55 години како тутун работиме. Ама сега гледаме нешто понапред, арно беше сега, што е работа не знам. Многу слабо оде тутуно. И четворка дава. А колку имате засадено оваа година? Јале, Колку кила чекате? колку јас 2,5 тона толку ја денеска последна даде. Според последниот попис, Радовиш брои околу 16.000 жители, а со околните населени места околу 28.000. Но бранот на миграција не го одмина ниту оваа место. По Радовишкото корзо се повеќе возрастни отколку млади и претежно пензионери. Тврдат дека Радовиш е убаво место за живење, но потребна е стратегија да се задржат младите на родните огништа. Животот е среден, не е многу баш ни за фалене, ни за кудење, ма тераме, а некој мора да се тера, ние пензионерите, тук сме останали, веќе тука ќе тераме. Друго, тоа е жалосно, младите што се одвојот што напушат држава, това е, а со пензионери држава не се прави. Друго што да кажеме, това е. Па сега покачија малку платна, малку подобар стандард. Задоволни сме, ама сакаме още повеќе. Какви? Природно. Не сме ние лоши. Така, друго. Има ли млади во Радовиш? Шо ќе кажеш? Па има половините си избегани, а например син ми е у Финска. Сега го запустија, да ти кажем право, меѓу два јаки града, чина му се не е баш како треба. Зошто? Па, да, Струмица однесува. Се мора да одиш за една ситна работа, треба да идеш у Струмица. Струја да платиш, не знам што, не знам каде. Младите пак, кои одлучиле да останат во родното место, велат дека во Радовиш има живот, а за работа ќе мора секој да се потруди да се докаже во областа во која уме, но и треба труд. Има, нормално, отворија зимното диско, не работе, имаме дискотека, кафичте. Да, Има, значи, каде може да се рекреирате? да. Има неколку локали што нудат добра забава и ние како млади треба да ја дадеме супорт за да продолжат да ги прават тие забави. Од ако не дадеме супорт, секој тражи друг начин. Ако своевремено во Радовиш имаше занаечиска улица каде еден до друг отстојуваа шивачи, кројачи, кондураджи, калајджи, самарджи, сега малите дуканчиња на прсти може да се избројат. И таму претежно возрастни лица кои објаснуваат дека само љубовта ги тера да не ставаат катанци на своите дуканчиња. Па од 71 сам на овај занат, 40 години приватен сам, сега веќе у пензија отидех од нова година. За други занечи тешко. Ода на изумирање. Имаме двајца пензионери са и они не фаќат ништо, не работат. Јас сум еден од последните од кооперацијата, да викаме, задругата државна. И ви имаше ли на времето? Па имаме околу 5-6 души, беме задруга према киното, ниска зграда длъга беше, имаме таму задруга и таму се работеше, оправки се вршеше, нешто ново се изработуваше. Носат ли луѓето? Па носат, ама многу поредко е. Кога отворих 79-та, не може глава да дигнем од работа. Навечер работех до 9-12 сата, но кеска. Сега доваѓа денове, завршам, чекам да дојде друго. Затворија ги фирмите, не се вработени народо, тие што се вработени мал дел се и ретка работата веќе. Млади некој да праша, бе, чичко да дојдам калфа, чирек? Не, нема такво нешто, не.
Такво нешто никој не е питал. Сега сите одат учат потешко за работа, па за пари да дојде. Сите гледат школа да заврши, па да една државна работа. И сега во Радовиш уште колку занечи има вака? Абе, што да ви кажам, јас сум последен, има едно тука до мене, за него нема што да коментирам, тоа оно си знае. А други занаети, калајджи, шивачи, не знам, сигурно имало. Па и шивачи нема, има така што работа хонорар. Теникиџи има до мене, стариот си помина, млатиот останам и он ретко доаѓа малку. Нема, тешко за отворен дуќанчина. А од каде ја црпите таа љубов, еве, по тоа чевдарство, да поправате? Па бех на занаат по таа задруга, слога ја викаме, и таму работех, и после фузирање со Прогрес, градското одржавање на градо, после отворих си приватно, после 2 години, приватно отворих јас. И од тоа обстанувам, од тоа живеам. Сакате да кажете дека во вашето семејство се го издржува со овој занае? Да. Бехме порано двајца, ама тај постарија колега си помина. Ова е како мајстор 30 години сум скоро. Работам. Порано имаше многу занајци и работеа, имаше секави занајци, имаше и ковачи, и снајдери, и бербери, па и кои други ги речеме. А сега? Снајдери ги имаше. Сега ги нема снајдери, сега имаме само крпачи, не сме ни снајдери, сега само да крпиш некој панталони и така, нема. Зашијење, нема ни работа, давачки прилично многу и така, не се обстанува. На времето имаше ли работа? Како беше? Имаше и повише занајци, и повише работа имаше, тога немаше конфекции како сега, сега овде се на конфекцијата. Сега не, сега се е на готова роба. И така. Вие рековте 40 години го работите тоа. Нема некој кој да ве наследи или Нема ни да праша никој. Нема кој да праша. И ако дојде некој вика колку пари, од кај пари ние да извадиме, нема. И така, еве, јас сум крпач, замисли дека имам и тако книгодител. Книгодител да плаќаш на ова, на што ќе извадиш. И така, нема, е многу лошо, те види. Еве, уште малку, јас у пензија, ќе идам уште 2-3 месеца. И така, и ќе нема и занајци. И нема ни Радовиш, еве се проверили, нема и занајци. Колку имаше бербери, колку имаше снајдери, колку имаше тишлери. Па сите занајцици беа по чаршијата, а сега нема. По што е познат Радовиш? Ако ја прашам, еве вие пред пензија сте. Па познат по Радовиш со земеделие, со тутун. Со тутун е тоа, е земеделие во Радовиш со тутун. Друго што се работи? А Бучим не помага, мислам и многу. Помага и Бучим, но ако не е Бучим, па иш не бива. Ако не е Бучим, па и Радовиш, па иш не бива. Радовиш има огромна историја. За прв пат се споменува во 1019 година. Од секогаш овде живееле христијани и муслимани. Се состоело од 5 мала со 5 џамии и 3 анови. Во горниот дел се уште има остатоци од џамија која била изградена при крајот на 14 век. Таму сега има само минаре и турбе, каде според постарите радовишени били затвор за непослушниците. И после џамијата разрушија тука влеваат, разрушија, остана само минарет. А тој дел? А тој дел тука поводама, тоа беше затвор, турски затвор. Ја гредата стоа унатри, дека ги бесеа тие што направили лошо. Треба ли да се сочува? Абе, требаше да го срушат, ама не дават. За спомен требало, вика, за тој објект, за спомен. Ја тука, това реновираа го, тука беше паднано крово, таму реновираа. А доваѓат ли тука да го видат овој објект? Доваѓат, сега не знам кој го врзал това ја тука. Те врзало е некој колку да не влеват, иначе отворено беше вратата, нема катанци. Радовиш е познат и по Ацо Караманов, млад поет кој бил бунтовен, но зад себе оставил повеќе од 200 песни кои силно одекнале широм Европа и светот. Во Радовиш се одржуваат познатите Караманови поетски средби, каде се собираат голем број млади за да го продолжат делото на Ацо Караманов, по кого го носи името и Радовишкиот дом на култура. Ацо Караманов е голема
метафора на убавината, на светлината и на гениалноста во македонската литература. Тоа е своевиден феномен, затоа што толку колку што живеел, толку и создавал, а тоа биле неполни 18 години. Тоа е со право наречено многумина, македонскиот Рембо, меѓутоа тоа е третата фигура во светски рамки, кој што на таква мала возраст напишал нешто што е ингениозно и што останало во времето. Првиот бил Томас Чатертон, кој што живеел само 18 години иначе од Англија. Вториот, тој од 18-тиот век. Во 19-тиот век бил Артур Рембо и третиот, значи во светски рамки, е Ацо Караманов, кој што како таков единствен пример е од 20-тиот век. Да. Со оглед дека станува збор за една личност кој што многу млад и сепак оставил еден траен белек во не само во македонската, туку и во светската книжевност, сакам да ве прашам, колку пак Радовишани се гордијат или пак му оддават почит, чест за сето она кој што оставил белек со неговото творчество? Па бидејќи Караманов поинтензивно е присутен во, да кажам, културата, во културниот живот, во свеста нели на граѓаните, после негде тамо 60-тите години, можам да кажам дека релативно доцна за него се дозна, бидејќи тој бил специфичен по карактер, значи не бил шаблонски, така да кажам, во тоа време напреден младенец, одстапувал од тоа што значи политика, партиски видување во такви времени и слично, дури и за време на војната тој останал независен интелектуалец, барем за таква возраст во која што и бил. Меѓутоа, повикот кон слободата и борбата, тој ја доживал слободата како петто календарско време, тој не можел да издржи од Скопје, доаѓа во Радовише, се приклучил на 13-та македонска ударна бригада и загинува на неполни 18 години во близината на село Смајмирово Беровско. Сакав да потенцирам дека во времето на социализмот Ацо Караманов беше многу повеќе почитуван и застапен и присутен во јавноста, отколку во времето после самостојувањето на Македонија, нели? И така натаму, тоа се за жал гледа и во посетата на Карамановите поетски средби. Јас сега малку критички ќе зборам, меѓутоа тоа е факт и граѓаните на општина Радовиш треба да разберат дека не му ја дава должната почет на ова генијално момче, кој што е символ не само за Радовиш и Македонија, туку за Европа. Радовиш има богат културен живот. И двете установи кои што ние ги имаме како Центар за култура Ацо Караманов и Општинската народна библиотека Браќа Милодиновци нудат богата програма. Тука се надоврзуваат и повеќето активни, нели, културно-уметнички здруженија на граѓани и друштва кои што имаат исто така и своји фестивали, и своји програми и така натаму и така натаму. Сакам да потенцирам повторно за Ацо Караманов една работа. Караманови поетски средби веќе 20 и неколку години го живеат својот полн раскош и развој. И оваа година Караманови средби добија нов концепт, нов лик, односно и покрај тоа што претходно манифестацијата имаше меѓународен карактер, сега таа доби формат на светска манифестација, бидејќи на самата манифестација беше присутен еден од најголемите светски поети денес, а тоа беше Хусто Хорхе Падрон. Ние сме имале писатели од цела Европа. Тука да речеме се придружувал и монголскиот амбасадор, кој што живее и работи во Македонија, меѓутоа настапува и како поет од Монголија, значи од далечната Монголија. Оваа година имаме начално одредени преддоговори со Шведската академија на писателите, Кралската академија на писателите и со врвни поети од Руманија и од Балканскиот полуостров. Така што тој тренд ќе продолжи. Значи, ние воведовме и нови награди, една балканска, покрај тоа што имавме таа македонската, нели, и објавувавме книга
во едицијата Караманов, сега имаме и Балканска, а имаме и Европска награда Ацо Караманов. Еден од сегментите на Караманови поетски средби било и родно крајно представување на автори од Радовиш. И сме ги афирмирале сите тие аматерски, нели така да кажам, писатели, поети, кои што млади, кои што нешто напишале и објавиле некои книги. Покри другото имаме и еден сегмент на средба на млади поети со поетите од странство. Го има тоа и во сите програми, значи тоа го имаме веќе 10 години како трае како традиција. И морам да кажам дека влијанието од тие активности се реперкуира и во творештвото, како што го велат, нели, стручно родно крајното творештво. И се јавуваат доста млади кои што објавуваат книги. За среќа, ете таков еден книжевен живот се повеќе се нагласува во културната јавност кај нас. Моја лична перцепција е дека му требаат на Радовиш, тоа од секогаш му фалило. Јас се надам дека таа работа ќе се промени, да речеме, брзо. Пред се простор за реализација на културни содржини. Ние имаме еден центар за култура кој што е практично адаптирана зграда од бивша Југославија, Соколски дом, така наречен, нели? Кој што потоа после ослободението стана кино, долго време беше кино. И така натаму да не се нели објаснувам историјата на тој објект. Пред 10 години беше реновиран, меѓутоа состојбата не му е добра и треба уште повеќе интервенции, а како капацитет е многу малку тоа за Радовиш. Имаме една библиотека која што беше дел од проектот Пријателски библиотеки со UNDP. Мислам дека и вашата библиотека во Струмица беше третирана, нели, со таков проект. Меѓутоа и тоа е стара зграда и таа зграда треба да се реновира и реконструира. Таков еден процес сега го води општина Радовиш, нормално во соработка со библиотеката браќа Миладиновци и со голема надеж и љубов, така да кажам, очекуваме тоа нешто да се заврши ова година. Колку што да разбрав, вам ви треба мултимедијален културен центар каде што ќе можат сите културни активности да бидат сконцентрирани на едно место. Имајќи предвид дека радовишани се многу талентиран народ. Значи и од градското подречје и од населените места и имаат развиено широка лепеза на културни дејности, мислам дека тоа само по себе се наметнува како потреба. Радовиш е еден од ретките градови во земјава кој има освоено европска и светска титула. Со тамошниот борачки клуб Бучин станаа клубски прваци, но во последно време таму освен борењето, се повеќе се развива и фудбалот и ракометот. Радовишани смета дека имаат потенцијал во ракометот да бидат рамноправни со големите македонски клубови. Радовиш е спортски град, знаеме борењето, нашите колеги од борачкиот клуб БК Бучим Радовиш беа европски и светски клубски шампиони. Веќе ракометот се наметнува веќе рамо до рамо со нив, можеби немови ги тие титули, ама знаејќи дека Радовиш е град каде што ракометот, борењето и фудбалот се ги сакат граѓаните, нашиот клуб е посветен и интересот кај младите категории од година во година во нашиот клуб расте. Надевам се дека и во другите клубови така. И се полни ли салата кои играт? Не е како порано, ама се трудиме со нашата добра игра на нашиот клуб, со победите, да привлечеме и надеваме се дека оваа пролетна полузона салата ќе биде како што беше порано. Велат дека радовишани знаат да ценат квалитетен спорт, па за тоа и сакам да ве прашам, бидејќи овој спортски храм веќе потпана под општината, затоа ми беше и прашањето. Бевте скромни, но ако ви се укаже шанса, има ли мислам, ќе искористите ли максимално да бидете во топ 6-ката, односно за разигрување на титулата? Секако. До 24 февруари е преодниот рок. Нас не е најбитно сега со почетокот да земеме уште голман и 1 до 20 играчи со можност да бидат за следната сезона. Че не планираме да трошиме средства до крајот на оваа сезона. Значи, ако би земале играчи што ни се неопходни,
наместо да ги бараме во јуни месец, ние сме во потрага уште во овој момент, за да видат да ја доиграт оваа сезона, што направиме секој да се даде максимумот и да бидеме спремни за следната сезона 2020-2021. Како стоиме со младинските? Рековте, имате имате ли екипи во младинска, пионерска, кадетска, не знам? Па за прв пат последните 2 до 3 години РК Радовиш успеа да наметне бројка која досега никој пат не е била во нашиот клуб, значи имаме преку 50 деца. Активно задолжителни категории имаме младински категории, кадетски категории. Младинската категорија за дојде смена на генерација, каде што од младинската категорија имаме двајца стартери во сениорскиот тим. Тоа е, мислам, за нашиот мал клуб, за разлика 4 клуба што се над нас, ние сме 5 клуб, се со 4 пати поголем, да не правиме веќе за Вардар и Еврофарм, може и 10-15 пати поголем буџет. Па мислам дека сум премногу задоволен. Тренери имаме исто за секоја категорија, посебно кадетите ни се 3 бода зад прво пласираната екипа, пионерите во Југоистоко во група 1 ни се прави, убедливи. Младинците ни се, резултатите ни се, надеваме се уште на победи, бидејќи многу имаме разлика во генерацијски. Ви кажав дека имаме смена на генерација во таа категорија, ние задолжително исто како кадетската. Па се надевам дека за година-две РК Радовиш ќе биде многу добри во младинска категорија. Радовиш го живее животот со надеж дека еден ден ќе биде рамноправен центар како околните градови. Но останува поканата да се дојде во ова место, каде што самунот емтатлијата се најпознатите специјалитети на ова место.